И имаше као, таму беа наведени во едно кратко видео, успесите на партијата, формирањето, изборните победи, формирање влади и така натаму. И како дел од успесите на партијата беа и студентските протести од 98. 97. Да. Во тоа видео те немаше тебе, кој што беше организатор и главен лик во тие студентски протести. Сакаш вака да искоментираш? Не сум видел, ни чул, нити многу ме интересираше. Види, партијата е премината во тврд сталинистички правец. Така Сталин правел, ги бришел ликовите што не му одговараат на фотографиите. Меѓутоа, кај мене на мојот YouTube канал има автентични видеа од тие протести. Има еден куп документација, имам книги објавено на таа тема. filippetrovski.mk на мојот сајт може да најдат автентични текстови. Книгите мои се од тој период бесплатно достапни у PDF формат. Значи, ти можеш да бришеш колку сакаш и не е спорно мене што ме избришале. Спорно е што менталниот склоп орвелијански диктира еден правец во кој што се гледа дека секој што ќе им пречи ќе го избришат. Тоа е проблемот. Инаку, мене ме избришале, big fucking deal, и јас сум ги избришал нив. Затоа што според мене не е партија, тоа е според мене. Ама не можеш така да представиш историјата. Така правеа комунистите. Архивистиката, нели? Тоа што тебе ти е пасија, е близко као наука со историјата. Не можеш ти да ги бираш фактите кои што тебе се допаѓаат и као зачин да ги ставаш у манџата во даден период. Не, мислам, едноставно е нечесно, се лажеш прво сами од себе си, а после тоа ги лажеш и членовите на партијата. Макар да на тој настан завчера која беше, имаше многу малку луѓе, имаше 300 луѓе, многу елитистички делуваше. Знаеш, се славиш роден ден на партијата е на власт, веројатно не треба да се заблагодариш само на 300 функционери, треба да се заблагодариш на членовите кои што ти стрчале да дојдеш до 430.000 гласови на парламентарни, до 560 на претседателски избори, така? Мислам дека ќе беше фер, ама добро. Тоа е. Како беше на луѓе сме грешки правиме. Значи, можеме да ти кажеме една работа. Таму тенденцијата на кастрење на историјата е долготрајна. Тенденцијата за се да бидеме честни, тенденцијата за ретуширање на историјата трае многу подолго и предмитско. Љупчо беше бришен у времето на Грујо. Сега да бидам до крај честен, не беше бришен толку, минимизиран беше, а подигнат беше Драган Богдановски. Иако да речеме моите истражувања имам откриено контроверзни податоци за Драган Богдановски. Да, ги зборевме и со негова емисија. За кои што молчат сите. Така што една дефинитивна вистинска историја на ВМРО ДПМН не постои. Постојат само интерпретации кои што им одговараат на тие што се моментално во фотелјата и што ја држат Белата палата како свој бедем. Она што можем јас да го кажам, сакав да го чувам за Cyber Команда, но ќе го повторим у Cyber Команда у сабота. Еве еден пример како треба општеството да се уредува апропо ова што го имаме ние. Пред 3-4 дена, четврток или петок, имаше тешки инциденти на Филозофскиот факултет во Нови Сад. Студентите се побунија, имало избор за председател. Ја пратам инаку цела балканска политика. Гледам кои се тенденциите, бидејќи ме интересира и лично, но и за да можеме контекстот да го расшириме кога дискутираме. И едно 10-15 души студенти, се гледа млади души, луѓе, интелектуалци така натаму, се затепаа таму на влезот, насилно влегува на денот на изборите, кога се бира председател на факултет на студентите. И доаѓаат медиуми ги прашуваат што е проблемот, зашто протестирате? И они викаат, ние протестираме, не може да има, не се тоа избори еден кандидат кога има. И ги прекинаа протестите. Вика, не е демократија ова. Ова е фингирана демократија. Пази се, факултету Нови Сад се борат студентите да има по минимум 20 кандидати да имаат и свој представник, а ти имаш владеачка партија
која што има конвенција, кај што е Гордана, или конгрес кај што е Мицко, нити има против кандидат. Нити има дискусија, нити има дебата. Дури има и лажен наратив дека за Гордана беше дека се бира кандидат за председател на Република Македонија. Они го излажа... Македонија повторно горда беше. Не, Слоганот. на конвенцијата. Па Оливер Андонов мислам дека тужеше. Да. Значи, кандидат за председател на Република Македонија пишуваше. Сега не смеа да писнат. Значи, што беше идејата? Идејата беше да се направи лажен наратив и манипулација и да се покрие тоа дека едноставно нема демократија. Значи, воопшто таа структура не ја интересира ни про форма да делува дека е демократска. И сега што да дискутираме ние? Што да дебатираме? Мене ме избришале од протестите. Види, Big fucking deal, пак е најстрашното